Ах, времиња! Оваа планина, ова бачило, жива ризница на подгорските души. Има еден посебен немир во срцето на секој подгорчанец, кога ќе се приближи крајот на јуни. Каде и да сме, во кој дел од светот и да наднел животот, тие денови мислите сами бегаат нагоре. Нагоре кон планината, кон студените извори, кон старото бачило. Кога ќе се приближеше тој фамозен 30 јуни, целото село живееше во еден посебен ритам. Главниот муабет низ сокаците, по кафулињата и пред куќите беше само еден: кој кога ќе оди горе? Кога тргнувате? Тоа не беше само обично одење на планина, тоа со децении остана наша традиција, наш непишан празник, завет оставен од дедовци и прадедовци. Од 1 до 4 јули, денови кога планината одекнуваше од смеа. Тие 4 дена, од 1 до 4 јули, планината оживуваше. Ова бачило чува приказни што ниеден роман не може да ги собере. Чува спомени од сите генерации. Го чува ехото на смеата на старите подгорчани кои веќе не се меѓу нас, а кои научија да ја сакаме оваа земја. Ги чува стапките на оние кои денес се тука, во родното Подгорци, и љубоморно го чуваат огнот на традицијата. Но, најмногу од се, ова бачило ги чува воздишките и солзите на нашите гурбечи. Оние кои се илјадници километри далеку во странство, кои ја градат туѓината, а срцето им остана тука. Оние кои во овие денови социјалните мрежи ги преплавуваат со слики од планината, со очи полни со тага и носталгија, сеќавајки се како некогаш заедно чекоревме по тие патеки. Бачилото е нашиот сведок. Тоа паметис, мирисот на чадот од логорските огнови, вкусот на чистиот планински воздух, песните и приказните раскажувани под звезденото небо, пријателствата што се коваа за цел живот. Времињата се менуваат, луѓето си заминуваат и доаѓаат, но планината останува иста. Таа не чека. Оваа традиција е нашиот корен и додека постои Подгорци, ќе постои и споменот на овие преубави денови. Ах, времиња! Вечна да ни е традицијата и никогаш да не го заборавиме патот до нашето бачило.